Почитувани, добар ден. Денес почнуваме со црвена линија во стандардниот термин, а во денес е 20 јуни, ден прогласен за најсреќниот во годината, познат во светот и како Yellow Day, односно жолт ден. Зошто баш денес? Сонцето грее најмногу, денот е долг, летото тропа на врата, луѓето се блиску до одмор, дружење, семејство и природа. Комбинација што според науката носи чувство на благосостојба и среќа. Но ајде да ја спуштиме оваа научна среќа на македонско тло. Додека во некои земји луѓето навистина уживаат во животот, како е кај нас. Македонија е на дното по животен стандард во Европа. Според Евростат, просечната плата е далеку под европскиот просек, а потрошувачката кошница е се потешко достижна. Инфлацијата и понатаму ги јаде платите, а јавниот долг е веќе над 60% од БДП. Ајде да погледнеме како стои во остатокот од светот. Според најновиот World Happiness Report, најсреќна земја во светот е Финска. И тоа по 8 пат оваа година. Веднаш зад неа се Данска, Исланд и Шведска, што ги прави овие земји среќни. Висок стандард можеби, доверба во институции, социјална сигурност, чувство на слобода и заедништво. А во Европа Македонија е на крајот од скалата, заедно со Молдавија, Албанија и Украина. Темата ќе ја започнеме со приказната за несреќниот цар и најсреќниот човек. Царот побарал од советникот да му даде совет што да направи за да биде најсреќен човек на светот. Пратија војската да го најде најсреќниот човек и нека ти ја донесе неговата кошула. Ке ја облечеш и ке бидеш најсреќен на светот. Царот ја пуштил војската и во најдалечното село го пронашле најсреќниот човек. Ти ли си најсреќниот човек на светот, го прашал генералот. Да, јас сум најсреќниот. Што сакате од мене, прашал човекот. Дај ни ја твојата кошула да му ја однесеме на царот. Ама јас немам кошула. Еве, стигнавме до клучното прашање во црвена линија. Дали среќата зависи само од парите? Или ние, македонците, имаме некој посебен механизам на адаптација, на кој дури и кога не е добро, велиме, има и полошо? Кои луѓе во Македонија се навистина задоволни од својот живот и дали сме среќни? Секако ќе ве потсетам дека особена среќа и задоволство ќе ни биде ако ве имаме во голем број и на Инстаграм, како што ве имаме во секој едно наредно издание на црвена линија во живо, каде што ја креирате токму вие, не само како гледачи, туку како граѓани. Што значи заследете на Инстаграм и што поскоро кликнете на Инстаграм стори. Нашите профили се црвена линија, тоа е на што ви треба и секако профилот на Телма телевизија, каде што паралелно на Инстаграм стори црвена линија ги објавува темите за кои што зборуваме со вас. Па еве ја и денешната анкета. Дали повисок стандард ќе не направи посреќни? Имате две опции за одговор, да, не. Кликнете на вашиот одговор и секако ќе ги собереме резултатите во проценти и ќе ги соопштиме конкретно во издание на црвена линија. Особено среќни ќе бидеме денес, се разбере како во секој издание на црвена линија, да се вклучите, да ја креирате и секако да ни дадете одговор. Дали сме навистина несреќни, колку што покажува статистиката. Секако ќе го поставиме и прашањето според вас, што една нација, земја ја прави најсреќна во светот. И дали повисок стандард можеби би не направил посреќни. 023070005. Тоа е се што ви треба за учество во црвена линија. Јас ќе ве замолам секако на почетокот и ќе ве потсетам дека е исклучително важно да е намален тонот на ТВ приемникот. Јас и вие да зборуваме само преку телефонска слушалка. Подобро ќе се слушнеме, а вие веднаш ќе увидите дека сте вклучени во програма во живо. Затоа тоа правило почитувајте го, ве молам, безпрекорно. Добар ден. Добар ден. И убав ден. Убав ден и вам. Така да си жива и здрава. Денеска ми е денот, се вали на една друга телевизија, се јави сега, па на друга. Види, кој е најсреќен во Македонија? Да си ајдук, да си криминалец,
да си лажаш, да крадеш, да плачкаш и преко граница да бегаш, како ви арамиите и од едната и од другата партија. Кради, плачка и бегај. Тие са добри луѓе. Додека овие што не научија да не работиме, станаме од села, сите дојдоме у градо, плати врата, зима и плата, мисли некој ки ни фрлате до Господ озгоре, ние ке јадеме џабе. Еве денес уште беше на пазар, господице, 99% се са прекупки, социјалци, пензионери, земи еден, продај два, на палан за крадат, никој не воде сметка, колку сака цената е качува. Па така дојде систему, ако сакаш купи, ако не. Чим не работеш, бе, господице, сите се наме политичари. Кој не тера од село да седеме нога преко нога, мобилнио, на оваа телевизија, на експерти се наме за сите области. Па така ќе биде храната. Работи си, врни си у село, што си способен за себе си, јади си, пити, што си сакаш, чист воздух, природна вода, а не тука од Алфа, па на Телма, па на сите експерти се наме. Затоа храната не е ефтина, џабе да таков народ, таква. Благодарам за одговорите. Со вас си го започнуваме ова издание на Црвена линија. А ние, гледачите, секако овде не ги третираме, се разбира, со жилба да ги слушнеме како експерти, иако можеби некои и професионално можеби ја имаат експертизата за одредени теми за кои што зборуваме, секако сакаме да ве слушнеме денес како граѓани. Црвена линија е комплетно посветена на граѓаните. Граѓаните, тоа сте вие кои што го креирате секој едно издание. И драго ни е кога ве имаме во Црвена линија. Па денес зборуваме за среќата. Ке подсетиме дека Финска по 8ми пат поред е прогласена за земја со најсреќна популација во светот, и тоа според светскиот извештај за среќа. Инаку овој извештај, ке подсетиме, беше објавен на 20 март годинава. И што значи, ете, Финска навистина 8ми пат поред не е мала работа, па ние ќе подсетиме дека се наоѓаме некаде на 80, Македонија е според ова истражување на 86-тото место, а пред нас се сите земји од регионот, како што е Словенија, која што го зазеде 19-тото место, Хрватска 72-то, Србија 31-то, Босна и Херцеговина 56-то, Косово 29-то и Црна Гора 71-то место. Дали повисок стандард ќе не направи посрекни? Што е тоа што може нас да не направи посрекни? Добар ден. Добар ден, Тина. Господине Роме, кога сме кај среќата, еве, дали поголем стандард ќе не направи посрекни? Слушај, Тина, најголемо богатство е љубовта помеѓу народот и слогата, а парата е книга. И затоа имаме и поетска торба. Овие политичари селни за власт и пари. Парата е отров. Љубовта према народот е тоа е среќа. И слогата меѓу луѓето. Да има слога меѓу фамилијата, тоа е среќа. А парата е книга. Без пара можеш да живееш, а без слога и љубов меѓу народот, тоа не се живее. Според она што го велите, дали во нашата земја има доволно љубов, слога меѓу луѓето, меѓу семејството, за да бидеме на ваков начин најсреќни? Сега, Тина, сега не е како порано што беше. Слушаш? Внимателно? Сега порано беше, имаше љубов во фамилијата. А сега и во фамилијата нема слога како што порано беше. Јас татко ми го поштовав. И дајда ми. И сите од фамилијата. А сега немат ни во луѓето, ни во фамилијата поштовање како порано. Сега и народот се изменат. Љубовта си е друго. Треба да поштоваш. Парата е книга, а љубовта меѓу луѓето и своите тоа е богатство. Добро, благодарам многу, господине Роме. Еве можете да слушнете од гледачите пред малку какви одговори дадоа на нашето прашање. Денес во Црвена линија ве прашуваме кои луѓе исто така во Македонија според вас се навистина задоволни од својот живот и дали како земја сме среќни. Дали повисокиот стандард можеби ќе не направи посрекни? Добар ден. Ало, добар ден.
Ве слушаме, во црвена линија сте. Според статистиката, ние сме несреќна нација од многу фактори. Како прво, не сме обезбедени со основните работи за живот. Многу немаме пари. После немаме здравје, а здравјето е најважно на човекот. Трето, јас лично зборам за мене, немам кров над главата, живеам како куќе на улица и како можам јас да бидам среќна кога куќата врз мене се распаѓа. Не можам да се ја поправам, болна жена од 71 година. Не сака никој да се каче на крово да ја поправи, плашејќи се дека ќе падне. Значи, јас можам само да се молам на Господ да не фане некое невреме, да ме однесе мене заедно со секуќата. Не е само тоа. Зборам и за другите луѓе, што имат многу работи во семејството, што не можат да бидат среќни. Имат многу незгоди, несреќи. И плюс тоа, самиот македонски народ си го носе тоа во генот за и некој да е среќен, таа среќа да му е униште. Значи, ние генетски се уништуваме сами меѓу себе. Благодарам многу за учеството и за одговорите. Ве можевте да слушнете повеќе видувања, повеќе одговори во однос на тоа како можеме повисоко да се најдеме на оваа листа меѓу најсрекни земји. Според вас постојат ли и кои луѓе во Македонија се навистина задоволни од својот живот? Дали сме според вас срекни? Дали сме добро позиционирани, бидејќи на оваа листа сме на 86-тото лице, 86-тото место, се извинувам. И дали тоа значи дека може би повисок стандард ќе направи да бидеме посрекни? Добар ден. Здраво. Здраво. Па не знам која правила оваа статистика и анкетирањето кој го извршил. Ако е сега пак како порано што беше Финска прва у свет. По 8 пат е најсрекна земја. Истата држава. Да, по 8 пат. Ја не знам, таму се најголемите пијаници и депресивни луѓе, што се среќни, ја не можам да замислам. Па и колку и да имаат пара, самото поднебје ги делува да бидат, ги тера да бидат депресивни, биле среќни. Мене ја не верувам у тие наоди. Ја, пример, не можам тука да речам дека ние сме среќни, ама па до толку да сме несреќни, ние може сме, како да ти кажам, несреќни што имаме пара спор влади овдека, што ниједна влада до сега што владеела со оваа држава не направила ништо арно за оваа држава, а баш од таму од кај што доаѓаат тие среќните, таму и доаѓаат делегации за да ни учат како да ние функционираме под притисок нивни, а тоа нивно учење значи дека ние мораме само да наведнуваме глава и да ќутиме она што ќе не се каже послушнички да го реализираме. Може би ради тоа сме несреќни ние како народ, бидејќи такви влади имаме послушнички и измеќарски и ради тоа ни се случуваат овакви работи, али не верувам дека... Благодарам многу за одговорите и за учеството. Па еве ќе подсетиме зошто Финска се наоѓа по 8 пат годинава како најсрекна земја во светот. Извештајот всушност е спроведен од истражувачи од организацијата Галуп, Центар за истражување на благосостојба на Универзитетот во Оксфорд и иницијатива на Обединетите нации за одржливи решенија за развој. А анализиран бил периодот од 2022 година до 2024 година. И критериумите според кои што се одлучува зошто една земја е најсрекна во светот, истражувачите кои проучуваат среќата истакнале неколку клучни фактори кои генерално влијаат на среќата на луѓето, вклучувајќи социјалната поддршка, приходите, здравствената сигурност, личните слободи и перцепциите за корупција. Врз овие фактори, врз база на овие фактори се утврдува која земја е најсрекна во светот. Добар ден. На телефон Коста од Струмица.
Добар ден, Коста од Струмица. Македонија не може да се каже дека сме најнесрекни. Не сме најнесрекни, 86 Господ е сме. благословена и првата христијанка, Свете Лидија, Свети Павле, ја крсти, мислам, може да се каже, например, несрекни, оти немаме пари, немаме доволна екзистенција, социјалната ниво е на ниско ниво. Иначе не може да се кажеме најнесрекни. Тие што се, мислам, најсрекни што се кажуваат, таму има разни неморални вредности, што кој може се вреднува среќата. А Македонија е среќна земја, библиска земја, маченичка земја, полна со страдање, со маки, со препреки во живото. Иначе тие богатите што си го живеат својот живот како што сакат, си одат на екзотични места, си уживат. Живото само не е земјо живот, туку продолжува духовното. Духовното чим го имаш, си најсреќен во живото. Според вас, кои луѓе во Македонија се... Господине Коста, Македонија и се најубаво на сите гледачи. Господине Коста, уште едно прашање, ве молам. А кои луѓе според вас во Македонија се навистина задоволни од својот живот? Тие што имаат пари, тие што се на функционери, што уживат во својот живот, што го немат духовното. Ако го имаш духовното, мислам, се имаш во животот. И они се несрекни, например, што имат функционерите, што имат пари, што уживат некои скапи фуста. Така, благодарам многу за одговорите и учеството. И сега ќе ве префрлам некаде каде што навистина оние кои што ви е и полесно, подобро се снаоѓате, или ако не успеете да се вклучите во Црвена линија во живо, Facebook е местото каде што можете активно да земете учество во денешнава дискусија. Доволно е да го заследите нашиот профил Црвена линија и секако профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме таму. Црвена линија прашува дали сме навистина несрекни, колку што покажува статистиката. Пишувајте коментари, веќе ги имаме и првите. Секако ќе ги читаме наскоро меѓу вклучување на гледачите во живот. Добар ден. Добар ден. Убав ден. Повелете. Ало? Повелете, ве слушаме. Па, видете вака. Не се сложим, ама баш со никој од овие. Сите се филозофи, по филозофи нема. Духовното било најбитно, што ти ја знам, слогата во фамилијата била најбитна, па тие се битни работи, вала Богу дека не се. Ама кај сме ние со софрата, со масата, со трпезата? До каде, каква ни е трпезата? Што имаме за јадење? Што имаме за облекување? До кај ни е стандардот? Стандардот не е никаков. Да, имат некои луѓе, да, транзицијските профитери убоси пливат. Пливат ко риба у води. Добри се. Значи нема шо. Меѓутоа останалиот народ, шо со него? Останалиот народ свири свирка, значи. И тоа е добро, тоа е супер. А тоа што останалиот народ не знае што е авокадо, не знае што е папаја, не знае што е фрстак, не знае што ти знам таму 300 чуда, што има, што не се прода, што нема на таа трпезата таму во собранието. За што дават тие пари? Значи од сувоместности, што е кулен, што е некој незатничајно што е. Значи кремвишлата му е, ама баш специјалитет, а таа е од кошинки. Така, благодарам за вашите 90 секунди и секако за учеството и одговорите кои што ги споделивте со гледачите на Црвена линија. Инаку ќе подсетиме дека според оваа листа, како и претходните години, на листата на најсрекни земји доминираат нордиските земји, веднаш зад Финска се Данска, Исланд и Шведска, а Норвешка се најде на 7-то место. Холандија се врати во првите 5 најсрекни земји, додека Коста Рика е на 6-то место и Мексико е на 10-то место. За прв пат овие две земји, Коста Рика и Мексико, се најдоа на оваа топ 10 листа најсрекни земји. Меѓу првите 20 се и Словенија, Швајцарија, Белгија и Австрија. И ќе ве посетам. Оваа статистика спроведена во периодот од 2022 до 2024 година
на оваа листа има 147 земји како клучни фактори кои што генерално влијаат на среќата на луѓето, се издвојуваат социјалната поддршка, приходите, здравствената сигурност, личните слободи и перцепциите за корупција. Добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден. Што е среќа? Среќа е да бидеш здрав, весел, да имаш, мислам, да имаш некој стандард нормален и треба најсреќна, по мене најсреќни сме кога се фамилиите, децата среќни кога имаат се незадоволство да имаат да се префрлаат, меѓутоа да имаат нормален живот. Јас мислам дека тоа е најбитното во едно семејство. А овие што кажуваат колку пари, јас не им се радувам на тие што имаат многу пари. Затоа што тие се со болни умови, само гледаат да зимаат пари од народ, од овој, од оној, од трет, од пет, од десети, каде ќе ги носат парите? Ги оставаат на семејствата, а за кармата не се запрашале? Нели се запрашале за кармата што позади нив ја оставиле? Толку од мене. Се извинувам, ве молам и ова прашање. Дали ме слушате? Кои луѓе во Македонија според вас се навистина задоволни од својот живот? Се радувам на тие што имаат многу пари. И они се болни во умовите и секогаш мислат дека некој ќе им ги земе. Затоа ставаат по 10 блиндирани врати. Купуваат ауто и после. Добро, благодарам многу за одговорите. Веќе видиме од следното вклучување. Според вас, ќе потсетиме, еве црвена линија, имаме вакво прашање за денес. Кои луѓе во Македонија се навистина според вас задоволни од својот живот? И дали сме среќни? Добар ден. Ало? Добар ден, во црвена линија сте. Добар ден, убав ден. Убав ден, Ива. Да ви посетам, работен за вас, за нас, бидете. Да ви кажам дека зависи кој како си го нареди животот, за да има среќа. Како е замислува таа среќа? Некој гледам во парите, некој ова не. Среќата не скупува со пари. То треба секој да го знае. Среќата може само задоволството да си ги исполни, да си пружи се. Среќата може да биде многу голема и со малку. Само здравие на цела фамилија, кога се сите околу вас, среќни и здрави, бидете сигурни дека тогаш ќе осеќа секој еден добар. То можам да ви го кажам. Според вас, кои луѓе се задоволни од живот? Ве молам, според вас, кои луѓе се најзадоволни во нашата земја? Да ви земја? кажам, не се сите задоволни, тие што имаат пари. То бидете сигурни. А во однос на социјална поддршка, приходи, здравствена сигурност, лични слободи? Здравствена сигурност немаме. Тоа е веќе на ниво на државата, ни богатите, ни сиромасите, сите исто е, сите. Кој има пари оди се лечи, а и тие исто да не рекор со кој знае да умри, дали е богат или сиромас. Добро, благодарам многу за одговорите и секако за учеството во црвена линија. Ние продолжуваме понатаму, секако од вас сакаме да слушнеме кои луѓе според вас во Македонија се навистина задоволни од својот живот, дали сме среќни според вас и дали може би повисок стандард ќе не направи посреќни. Добар ден. Добар ден, ако сум јас на линија. Секако на црвена линија сте, повелете. Па вака, одма ќе почнеме вака сега. Прво, за да бидеш среќен, треба да бидеш здрав, да имаш здрав пород, здрава фамилија, добра работа, добра кола, добар джип, значи да бидеш ценет во општеството, да имаш услови за добар живот, значи да ти е све натокмено онака како што, да речеме, живеат оние во Норвешка, Шведска. Меѓутоа, ќе кажам нашето живење. Значи, ние живееме со минимална плата, со минимална пензија, со социјална помош. Значи, ние условите за да бидеме среќни, да бидеме радосни, се сведени на минимум. И ако треба нешто државата да помогне, да даде, не го дава. Еве ќе зема пример, синдикатите се бореа, значи минималната плата да биде 500 евра. Нашата влада, нашите политичари не се сложија
ама толку се вешни, толку се умни, за нив си ги качија платите за 12-13% или за невика околу 300-400 евра. Дали не се срамат, значи, својот народ да истизава, да се бори, да се мачи, да обстане, а тие да имаат преку Симит и Погача. Како да ги сакаме, како да ги почитуваме. Значи, ние само преживуваме, а не живееме. И мислам дека треба, ја кога бил политичар како нив, Благодарам многу за одговорите и секако вклучувањето во црвена линија. Ајде да видиме какви коментари имаме на Facebook. Ке почнеме со коментарот на Атиче Мали, која што и редовно не следи, редовно учествува и драго ни што и денес секако ќе даде одговор на прашањето дали сме навистина несрекни, колку што покажува статистиката. Денес е жолт ден, ден што подсетува на среќата. Сонцето грее, денот е долг, летото тропа на врата и убаво е кога можеш да го почувствуваш тој мир и топлина, барем за момент. Ама не е лесно секогаш да се биде среќен. Животот кај нас не милува, ни со пари, ни со сигурност, ни со перспектива. Па не чудат бројките што велат дека сме на дното во Европа. Но јас верувам во малите нешта. Насмевка, шетање внуци, чаша кафе со добар збор. Тоа не ни го мери статистиката, ама ни го полни срцето. Среќата не е само случајност, туку избор и борба. Да не се откажуваме од неа. Благодарам многу господја Атича за коментарот. Продолжете да пишувате и еве според вас кои луѓе во Македонија се навистина задоволни од својот живот и дали сме навистина несрекни колку што покажува статистиката и според вас колку сме срекни. Добар ден. Ало? Добар ден. Добар ден. Дали сум среќна? Прво да ви кажам, не сум среќна, затоа што јас и супругот сме сами, 83 години имаме двајцата. Он е болен од амнезија, јас сум болна од инфаркт, имав 2 стена, шеќер, притисок, реума. За пензијата ми е 19.000. Немам никој кој да ми помогне, ни од хуманитарна, ни од никого. Не можам ни лекови да земем, не можам ништо. Како да бидам среќна? Кажете ми вие. Немам никој, ние сме моментално во фазанерија, Катлановска. И нема шанса да бидам среќна. Супругот се бори више за живот. Не знам уште колку ќе биде. При крај више со живота е 3-та година. И то ми е најгоре со него. Јас сетенек поред него се мачам, иако не сум способна, меѓутим се мачам, да му помогнам што можам. Знае често пати да спадне, па не можам да го кренам, од двај го влечам. Тоа е тоа. Колку треба според вас да бидеме среќни во оваа земја? Па за оваа земја да бидеме среќни, не секој што викаме парите се усреќа, 19.000 имам, па некако. Така. Благодарам многу што еве ги споделивте вашите навистина големи битки кои што ги водите во моментот. Не е лесно на тие години со толку здравствени предизвици да си сам и секако со примањата кои што ги спомна господјата. Во име на Црвена линија секако ви посакувам да бидете добри и секако посрекни, што е можно поскоро. А според вас кои луѓе се задоволни во нашава земја? Добар ден. Добар ден. Ало. Добар ден. Здраво, Тинче. Здраво. Според вас, кои луѓе се задоволни од својот живот во нашава земја? Треба да се бидеме сите задоволни кога се разбудимо на сабале што сме живи и здрави и да речеме фала ти Боже што и овај дан ми го поклони. Посто да ти кажем, Тинче, више, што да ти кажем, некои си има несретни, некои сретни, но тие што се сретни, нели, не знам,
треба малце да помогнат и на овие несретните, да има некоја, нели, еве ја на пример да ти кажам, многу сакам да помагам. Еве сега што ми се качи пензијата, па се радуем и увек гледам на некога да помогнем, да дадем. Од почеток сам имала пари, знаеш, големи плати смо имали у Југосуровина, штета што се затвори. И ја кад првата, мислим, затворилите фабриката и не распоредија, и ја не кеше да работим у Југосуровина, не знаеш, ама тоа едни големи плати, леле, кад го зема првата плата, ја толку бе среќна, абе кога видиш у град, секога го частеше, викам, дојдете да се частите, ја мислеше да не е некоја грешка. И не е света среќа тинче у парите, да ти кажем. Кој знае да си живее среќно, ќе си се снаоди, али овие малку што со големите пари, со полните джепови, да речем, треба малце да дадат и на овие посиромашните. И така да има некоја средина, како што беше од порано. Нели, имаше и... А сега стана, да ти кажем, народот разочаран, гледаш ги, не се смеат, не се однодат, но не верувам дека смо најнесретни. Тоа е само статистика, народот. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Останете со нас. Одиме повторно на Facebook. Драго ми има голем број на коментари и продолжуваме со нивно читање. Продолжуваме со коментарот на господинот Благоја Петровски. Еве што напиша. Ништо ново, ништо чудно, секој пат скандинавските држави во првите 5 држави во позитивни работи. Во случајов е така според мое мислење поради 5 работи. Висок животен стандард, ниска корупција, низок криминал, висока култура на државните функционери и висока култура на граѓаните во Норвешка. Лекарите и наставниците имаат иста или поголема плата од пратениците, односно се доволно вреднувани. Во Шведска, ако ги изгубиш документите, можеш во рок од 1 недела да ги добиеш сите документи, бидејќи државните институции брзо и ефикасно работат, а во одредени случаи дома ти ги доставуваат. Во Данска на улица газда на фирма, ако сретне работник, се поздравува со него, односно го гледа со почит. Ова се само некои од причините зошто скандинавските држави се во првите 5 во позитивни работи во светот. Благодарам многу за коментарот, господине Благо. И еве, ако по некакви вакви постулати зборуваме за среќа, еве, кој според вас се најзадоволни и среќни луѓе во земјава и дали сме среќни како земја? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Драги од Битола се јавува. Поздрав од вас, до вас, господине Драги. Јас да бидам среќен, не можам да бидам среќен, инвалид станав во рек Битола, раката цела е фрлив и сега да му платам судски трошоци на рек. Тоа е среќата моја. Инвалид ми направа. Ме слушате? Внимателно. Продолжете. Во рек станав инвалиден, без рака десна. Цел зглоб горе е пластичен. И судски трошоци да му платам на рек Битола. На рек Битола да му платам судски трошоци дека рака немам, а раката е повредена на работно место. Според вас тогаш кои се најзадоволни луѓе од животот во оваа земја? Најзадоволни луѓе од животот од СДС видов многу да ти кажам право критики. Богатите кои ќе биде најзадоволени. Ние сиромајте ќе тргаме маки. Според вас има ли шанса да бидеме посреќни? Мислам да бидеме. 60 годишен сум, ама мислам дека ќе бидеме на така посреќен. Добро, и дали повисок стандард ќе не направи посреќни? Мислиме, ако тераме вака, ако ја дајме државата. Така, благодарам многу за вклучувањето. Навистина ми е жал што ви се случило. Ви посакуваме секако следниот пат, следното вклучување во Црвена линија да споделите голема среќа која што ќе ја доживеете. А ние продолжуваме со вас, зборуваме за 20 јуни, ден прогласен за најсреќниот во годината, познат и како жолт ден. Па еве, колку треба за среќа во оваа земја, кои според вас луѓе се најзадоволни од животот во оваа земја и дали може би повисок стандард ќе не направи посреќни? Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме.
Па, среќата зависи од многу нешта. Ве слушаме, продолжете. Па, дали, прво, колку години имаш, дали си здрав, тоа за постарите, колкава ти е пензијата. Оние во средната доба исто така им зависи од здравјето, од состојбата, условите во кои што им живеат нивните деца, колку се вработени, колку се спрекни во животот. Младите колку се задоволни од условите што им ги пружа државата во која што живеат, колку можат да напредуваат. Во секој случај среќата е индивидуална, додуше за секого, и не се баш сложувам дека сите сме несреќни, не секако во државата. Меѓутоа, сепак најсреќни се тие што се најмногу богати, тие што се во моментот на власт, што можат да имаат се што сакаат, што мислат дека можат да направат се и пред никого и за ништо да не одговара. Но, еве, нажал и тие среќи малку траат. Среќата треба секој да ја носи во себе, треба да биде среќен со тоа што го има и секогаш да се стреми да биде среќен и да го радува туѓата среќа. Секогаш, некогаш многу малку треба. Благодарам многу за тоа што се вклучивте во оваа црвена линија. Продолжете да не гледате, бидејќи понатаму ќе ги вклучуваме гледачите и секако еве ќе слушнеме, верувам, од вас. Колку ни е потребно и што ни е потребно, еве да барем според статистиките ја достигнеме високо да котираме на листите како скандинавските земји во однос, да речеме, на стандардот, во однос на еве ќе ви ги кажам уште еднаш кои беа критериумите, например социјална поддршка, приходи, здравствена сигурност, лични слободи, како и перцепциите за корупција. Колку нам ни треба за среќа за да се најдеме високо на листите на најсреќни земји според овие стандарди? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас. Благодарам. Па вака, Тина, ние сме познати по држава во светот, ми се чини на високо место, да земаме 7 или 8, што народот бега од собствената држава. И тоа високо котираме. Значи, народот не е среќен од собствената држава и за тоа бега. А кој прави така да бега народот? Се знае кој прави, политичарите. Дали се СДС на власт, дали се ДУИ на власт, дали овие сега што се на власт. Чим бега народот, значи не среќна е државата. Мали стандарди, мали плати, а најсреќни се политичарите. Што си сакаат си прават од државата. Абе, апсолутно што сакаат прават. И нема крај, со нова власт истото си продолжуваат. Нова власт изгледа уште повеќе ќе ги истера младите. Со задолжувањето, едно нормално задолжување, уште повеќе ќе бега народот. И крајот, знаеш како го гледам, ко да не купи некој која територија, ко Кина може да не купи друга држава која територија, и така ќе заврши Македонија. Едино, и тоа е решение. Нема друго решение. Поздрав ти, на пријатно. Благодарам многу за јавувањето, за одговорите. Еве што напиша Љупчо Димитриевик. Статистиката не греши, а може да направите и анкета, ќе се уверите. Само да биде вистинска, без местење и кроење. Поздрав, благодарам Љупчо и вам за коментарот. Елидија Коцева го напиша следното. Задоволство и среќа. Сосема различни појмови. Може да се биде задоволен, ама и несреќен во исто време. Водителката ги разликували појмовите кога ги прашува кои се задоволни. Добро, кој е среќен, еве, задоволен од својот живот. Задоволството носи и среќа. Така да, еве, како и да го поставиме прашањето, секако сакаме да прашаме дали е возможно нашата земја да се најде високо на листите прогласени, меѓу земјите прогласени за најсреќни во светот.
Еве, добар ден, да ве слушнеме. Добар ден. Повелете. Еве, зборувам из куќа. Прво не би сакала да живеам во Норвешка, бидејќи има најголем процент на самоубиства, ако има стандард и совршен систем. Не би сакала да живеам во Шведска, бидејќи има најголем процент на силување на жени, ако повторно има одличен стандард и совршен систем. Сакам да живеам само во Македонија, каде е урнисан системот благодарение на сите овие наши партии и народот ги изгуби моралните вредности. Треба да се вратиме на морални вредности. Инаку среќата е навистина индивидуална работа кој што посакува. Бидејќи благосостојбата материјална олеснува живот, ама не носи среќа. Те прави да се чувствуваш моќен, ама не носи среќа. Знам многу семејства богати кои се несреќни. Па, тоа е мојот одговор. Па како можеме да бидеме тогаш по-добро општество во кое што сите ќе бидеме задоволни? Доколку се вратиме на моралните вредности, млада господјо, да се вратиме како? Да работиме многу, а не само да бараме државата нешто да прави за нас. Државата се некои политичари, најчесто ги сметам за никакви. Значи да работиме многу за државата, за оваа територија што сака секој да ни ја земе. Штом толку сакаат да ја земат, ние да не ја даваме, да работиме за неа. И додека работиме за неа, да не размислуваме другиот дека има повеќе од нас. Едноставно да си го бараме мирот и спокојот дома, да го уредуваме нашиот дом со оние средства што ги имаме. Кои се најмоćни во Македонија? Кратците од приватизацијата, јас така ги нарекувам, и криминалците. Ние да го превртиме тоа. Да сме моćни ние. Пошто мнозинството народ сепак е честно. Значи да не шириме дефетизам, туку обратно. Благодарам многу за одговорите. Билјана Кузевска напиша сите што го кажуваат своето мислење, прво да размислат, да направат разлика помеѓу среќен и задоволен. А еве зошто се користи терминот среќа, бидејќи се направени истражувања и Финска по 8 пат поред е прогласена за земја со најсреќна популација во светот. Според светскиот извештај за среќа, кој што беше објавен на 20 март 2025 година. Извештајот бил заеднички спроведен од истражувачи од организацијата Галуп, Центарот за истражување на благосостојба на Универзитетот во Оксфорд и Иницијативата на Обединетите нации за одржливи решенија за развој, а анализиран бил периодот од 2022 до 2024 година. И уште еднаш ќе потсетиме кои се факторите кои што врз основ на кои што се направи оваа листа. Истражувачите кои ја проучуваат среќата и истакнале неколку клучни фактори кои генерално влијат на среќата на луѓето, вклучувајќи ја социјалната поддршка, приходите, здравствената сигурност, личните слободи и перцепциите за корупција. Среќните луѓе верувам дека се задоволни. Според вас, еве, кои се најсреќни луѓе во Македонија? Добар ден. Добар ден. Ке продолжиме и понатаму. Има доста коментари. Само ве молам, особено ако има некој кој што за прв пат ке посакате секако да учествувате во Црвена линија, ќе ми биде драго. Не заборавајте да го имате во предвид фактот што веднаш по вртење на бројот 02307-0005 да го намалите и тонот на ТВ приемникот. Јадил Ајна еве што напишал. Јас мислам дека оваа година е многу баксузна за Македонија и општо никој не е среќен со сите трагедии и лоши работи што се случуваат во Македонија. Благодарам, Јадил, за одговорот. Дали сме навистина несреќни, колку што покажува статистиката, и кои луѓе во Македонија навистина се задоволни и среќни од својот живот овде? Добар ден. Сега имаме мало затише. Јас ќе ве посетам дека во теке се уште и се разбира нашата анкета. Заследете на Инстаграм.
Прашањето е дали повисок стандард би не направил посрекни. Да, не се две опции за одговор, така да еве од вас сакаме да слушаме што е потребно и дали нешто е воопшто потребно да бидеме посрекни и дали всушност еве повисок стандард ќе не направи токму тоа. Ке ве подсетам да не заборавите и понатаму да пишувате коментари и оно што е исклучително важно. Како што важи правилото и во живо при вклучување на црвена линија, имаме едно исклучително важно етичко правило, а тоа секако изборот на зборовите и начинот на кој што се разбира ке ги споделувате вашите одговори и мислења. Ве молам целосно да ги зоставите погрдните зборови, вулгарности, говор на омраза, говор кој што алудира на насилство. Тоа важи и за коментарите, бидејќи навистина сакаме да ги прочитаме, но понекогаш избирате вулгарен збор и тоа не ни дозволува секако да го прочитаме јавно. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Продолжуваме со па има, нема, Ало. не знам. Добар ден. Ало, Добар ден. јас ве слушам, дали вие ме слушате? Одлично ве слушаме, повелете. Добро. Еве вака. Ало, Продолжете. вака. Дали навистина и колку да несреќни или среќни и така натаму. Види, вака. Ајде, добро. Сега. Колку се несреќни или колку се среќни овие апашите, богаташите, крадачите, што крадат. Значи, тие се многу среќни. Ама колку се среќни обичниот народ, овој земјоделецот, граѓевинецот, текстилецот, овие со ниски пензии, колку тие се несреќни, односно во заграда среќни. Ајде една компарација да направиме. Измеѓу тие и овие. Значи, има големо отстојање. И према тоа државата треба најстрого внимание да удре токму на овие категории. Значи, на лицата со ниска пензија, на земјоделците, на овие што работат, што остваруват бруто доход за државата, а не овие легачите со скрстени нозе, една врз друга. И сега ги пушкаат климите. Благодарам за јавувањето, подсетување, особено за оние кои што еве за прв пат ќе се вклучите. Правилото на црвена линија е 90 секунди за едно јавување. Џани Ѓутен еве што напиша на Фејсбук. Сите сакаме да сме среќни, ама денес тешко е да си среќен. Скапи цени, ниски плати, кредити, среќен е оној што има. Добро здравје да го служи, среќни бевме кога имавме Југославија, поранешна Југославија, да се врати тоа време. Благодарам многу, Џани, за коментарот. Ние продолжуваме секако со вас. Дали сме навистина несреќни, колку што покажува статистиката? Според вас, кои луѓе се најсреќни, задоволни од животот во оваа земја? И дали може би еве според вас повисок стандард ќе не направи посреќни? Добар ден. Продолжуваме секако понатаму. Не заборавајте 023070005 и задолжително намалувајте го тонот на телевизорот, затоа што може да имате чувство дека некој друг зборува наместо вас, да мислите дека не сте вклучени во програма, а ние секако ве слушаме и со нетрпение очекуваме. Ке подсетиме, денес е 20 јуни, ден прогласен за најсреќен во годината. Познат е и како жолт ден или на англиски како што го нарекуваат Yellow Day. Зошто токму денес? Затоа што 20 јуни, според проценките, сонцето грее најмногу, денот е долг, летото тропа на врата, а луѓето се блиску до одмор, дружење, семејство и природа. А кога ќе ги земеме факторите, според кои што еве се прават постојано листи, истражувања, анкети која земја е најсреќна,
Скандинавските земји на овие листи со години се повторуваат и доминираат. И ако ги земеме овие клучни фактори според кои што, како што реков, се прават ваквите листи на најсрекни земји во светот, тоа се социјалната поддршка, приходите, здравствената сигурност, личните слободи и перцепциите за корупција. Доколку ги земете овие фактори во предвид, еве според вас, дали сме навистина несрекни оноку колку што покажуваат листите и статистиките, или може би сме срекни? Добар ден. Добар ден. Убав ден, повелете, ве слушаме. Да, како да бидеме среќни, кога ние, јас им има велидно лице, ме слушате? Да, продолжете. Инвалидно лице, земам нега, ме клава во исти кош, со они што земат 40.000 пензија и ние со без пензија, што живееме само со 6.000. Плюс, имаме преку 70 години со мажот ми и ни наплаќа за телефон по 650 динари на еден телефон. Наместо на 290-300, 650 ни наплаќа. По 1400 плаќаме на еден за телефон. Се јавуваме денеска, вика така се исклучиле договора. А тој што го склучувал договорот не видел дека ние сме преку 70 години. Ако ние не ги знаеме какви се правилата, тие треба да ни кажат, и не треба да ни упата по правиот пат. И на кој начин ние ќе бидеме среќни. Некој зема 40.000 пензија и заедно со нас нега. Ма нека не изнеча со некоја најниска пензија. Со не земаме нега. Може би по X причини не сме можеле да работиме во животот. Ме разбирате? Да, и ве слушаме. Да. По X причини не може. Јас сум не можам. Сега се помагала. Да? Благодарам многу за споделеното со гледачите од Црвена линија. Ве очекуваме и понатаму и секако ве потсетувам, пишувате коментари, бидејќи ги читаме и нив како активни одговори во денешната дискусија. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Намалете го тонот на телевизорот. Се слушаме? Да, се слушаме. Повелете. Се слушаме? Ало, добар ден. Ве слушаме, добар ден. Да се дозавршам, преги се јавив, вака, најсрекни се сега, кога ВМРО е на власт, сега се најсрекни од СДС луѓето. Зошто? Затоа што сега за нив се отворени канцелариите, штабовите на ВМРО ДПМН и тие од СДС се вработуваат во јавни и во државни предпријатија. А додека нашите членови од ВМРО дремаат, ги трчкаат кучињата и се на најтешки работни места. Значи, СДС е сега во таква комотна, лагодна ситуација што до сега не се биле. Тие се свесни дека СДС ќе падне и сега тие имат приоритет и одат во местните комитети на ВМРО и тамо си се местаат и си одат и тоа одмah добиват на лице место решение за трајно вработување. А додека нашите членови дремаат и само гласаат за ВМРО ДПМН. Тоа не само кај нас тука во југот, ги има насекаде. Значи тоа саках да ви го кажам. Значи најсрекни се сега членовите на СДС се запослуваат во јавните и во државните предпријатија. Алал да му е. И тоа за време на ВМРО. Секогаш е така. Нашите членови нека дремат и нека ги поддржуваат членовите на СДС кои што се запослуваат. Благодарам многу за повторното вклучување. Дојде времето да ги погледнеме рекламите. По рекламите ќе ги соопштиме и резултатите од Инстаграм анкетата. Да погледнеме како одговорија по рекламите оние кои што не следат на Инстаграм. Заследете не и таму, бидете активни во секоја една наредна анкета на Црвена линија. На прашањето дали повисок стандард би го не направил посрекни, со да одговорија 73%, со не одговорија 27%.
Тука останува да ве поздравам, да ви се заблагодарам и за ова денешно издание на Црвена линија. Секако од редакцијата на Црвена линија да ви посакам убав викенд, секако и да ве подсетам да кликате, да се информирате секогаш на telma.com.mk. Се гледаме во понеделник.